Студентски соби со мирис на влага, без грејање и интернет, тоалети без исправни санитарни чворови, но и топла вода за туширање, еднолична храна која во тек на една недела се повторува и по неколку пати во мензите. Ова е сликата од мизерните услови во зградите и бараките на Државниот студентски дом Стив Наумов во Скопје, која студентите ја гледаат постојано, додека министрите и функционерите во земјава уживаат во своите кралски кабинети. Кога би дошол некој од страна, прво што ќе му падне на ум е дека во оваа зграда не живеат студенти, туку истата е дел од некој хорор филм, вели 20-годишниот студент од внатрешноста кој не сакаше да му се открие идентитетот пред камерите, бидејќи, како што рече, стравува да не биде избркан од студентскиот дом Стив Наумов, поточно од така наречената женска зграда и да го изгуби и овој покрив кој што го има над главата. Мислам дека апсурдно е ние како 20 годишни студенти да мораме да одиме и да шетаме по спратови во студентскиот дом, да бараме една нормална WC школка од каде што нема да тече, казанчето нема да е скршено, цевките да не ни капат врз главата. Значи ситуацијата е навистина критична. Константно се жалиме ние цело време и јавно излегуваме, снимаме видеа, правиме герила акции. Дури пред собранието излеговме на транспарент и го кажуваме нашиот револт, што се ни фали, што имаме, што немаме, малку имаме, како што кажав. Така да, пробавме да се избориме и за таа минимална субвенција што не следуваше, што е смешни 120 денари, бидејќи замислете да мораме да се бориме за такво нешто, 120 денари, како 2500 денари на месец е тоа, што наистина е смешно. Сакаат да го убијат духот на студентите, што ние сме идни на државата. Ако на нас штедат, за каде правиме доктори, за каде правиме идни инженери, за во странство, секако. Сите гледаат да завршат тука и за жал да избегаат подоцна. Младиот студент појаснува дека условите во домот од година в година се полоши, а со корка леп, зденка и едно варено јајце за вечера, тешко се учи, а уште потешко се спие во ладните соби. Тоа што го има секако не е многу. Пред се да почнеме со тоа дека правото на приватност ни е нарушено. Значи, мене лично не, но и се жалат студенти дека портирите им влегувале во собите, им проверувале дали имаат грени тела, фенови и такви слични работи, што е абсурдно и сосема мизерно. Потоа, немаат основа пред се за да бараат отчет од нас дали користиме грени тела, бидејќи парна немаме. Парното ни е исклучено. Ни вклучуваат по 2 часа во денот, што не знам колку и вреди тоа да се вклучува, бидејќи не ни прави некоја разлика. Колку за решоа и такви работи, неопходни ни се на некој начин, бидејќи јадењето во мензата, мислам дека излегува неколку фотографии низ интернетот за тоа каква е храната, што ни даваат во мензата и решото ни е неопходно, дури по можности фрижидери би требало да имаме, бидејќи навистина тоа што го добиваме како ручек, доручек и вечера е сосема минимално. Нашиот соговорник вели дека не е убеден дека владата ќе им ги покачи оние 30 денари плюс за месечниот студентски оброк, кој сега изнесува 120 денари за еден ден. Живееме ние во една таква ситуација, во едно такво општество каде што министрите и функционерите бараат отчет од нас. Значи, имаше некои внатрешни информации каде што ни кажуваа дека ќе ни бараат отчет за тоа како ќе ги трошиме тие 120, па нека си 150 денари. Никогаш не добиваме одговор од каде им се тие, да речеме, патни трошоци на сите министри. 10.000 евра за патни трошоци на еден министер е умоболна сума, каде што доволно е само еден министер да биде лишен од тие 10.000 евра и ние да имаме минимални услови за вклучување на струја и било какви решоа, да речеме. Тоа би ги покрило сите енергетски трошоци за еден студентски дом и би ги задоволило нашите потреби. Па ние буквално ако ги собереме сите тие пари од еден месец што планираат да ни го дадат студентскиот оброк, од сите студенти во студентскиот дом ќе собереме како за плата на 2 министри, што ја добиваат во еден месец. Така да можете да ја приметите разликата која е. Студентот од домот во Скопска автокоманда се жали дека енергетската криза го зема својот данок и врз студентскиот грб. Гледајќи го фактот дека сега е време на огромна инфлација, каде што инфлацијата е зголемена за рекордни 18%, не многу.
бурек и јогурт кошта 130 денари, што да кажам повеќе, тоа е еден оброк, поедок, а каде се другите? Значи, цело време делиме од наш джеб, си вадиме, купуваме, што навистина е тешко и за нашите родители да не одржуваат вака, особено за ние што сме сместени, не сме на некој начин буржуазија, ние сме од обични работнички семејства, каде што ако не е минималец со 2-3 илјади повеќе од минималец се платите, така да релативно тешко. Семејства со по 2-3 деца, каде што крпат крај со крај, навистина им е тешко. Со слично мислење за мизерните услови во студентскиот дом во Автокоманда е и Кристијан Димков, студент на Филозофскиот факултет во Скопје. Искрено тоа е страшно. Мислам, страшно е тоа што во 21 век имаме такви услови за студентите кои се наводно се прокнат како надежта на ова земја. Значи имаме услови, мензата, едењата се смешни. Ние кога правевме протестот, се обидовме на хумористичен начин да доловиме дека даваат за една кришка леп и една зденка, што стварно го даваат тоа. Понатаму имаме и други, мислам, пред некој ден излегува од друг студентски дом во Гоце Делчев слики со мува во лебот. Мислам, тоа се услови кои не се достојни за студенти, тоа се класна дискриминација, мислам, бидејќи децата на богатите семејства не одат во студентски дом. Тоа е повторно, че тоа е класна дискриминација. Тоа е неспоредливо. Значи едното, тоа е како статус на кралеви и на закрепостени селани, мислам, ако се вратиме на феудално ниво. Тоа се страшни услови за кои искрено мора да има итна санација на тие. И по притисоци се најавија дека ќе има во 2023-та, но мене прашањето ми било зашто е студентски има, бидејќи имавме ковид криза 2,5 години, зашто не се санира тогаш? Тогаш немаше никој. Сосема доволно време се санираат тие. Бидејќи студенти ќе дојдат. Некои се станира, се подобрија малци, се реставрира. Тоа се основни работи за кои нас. Нема врати во вецињата. Мислам, тоа се мизерни услови, искрено јас сум многу среќен што сум во Скопје, искрено што не мора да живеам во таков студентски дом, што е жално. Димков во домовите вели дека е присутна и корупцијата. За жал во Македонија се уште функционира тој ало системот и тоа е еден проблем зашто не се анонимни тие конкурсите и односно резултатите од конкурсите, да нема име Кристијан Димков, примен таму и таму, туку да има број 2, 4, 5, 8. Значи тоа е уште еден проблем во ситуација каде што за биде член на политичка партија или твоето семејство да има некоја повидна улога таму за да се добие пристојна соба. За веќе што е стварно мислам неприфатливо, тоа не треба така да функционира било што во брза иднина не. Искрено за жал во брза иднина не ние пробуваме како студентски отпор да дадеме и да бидеме некој вид на коректив на УСС на сите универзитети. Двајцата соговорници се со став дека домовите не се наоѓаат во завидна положба, а тоа е една од многуте причини поради кои младите сакаат да си заминат од Македонија. Не исклучуваме опцијата дека може да биде изигнориран нашиот глас. Секако се случувало во историјата, живееме во такво општество каде што бадијала ќе бидат било какви протести, но ако мислиме дека тоа ќе ни се случи и на нас, ако си губиваме сами на себе духот како што пробуваат тие да ни го убијат, нема да стигнеме до никаде, така да вреди да се пробува и се надеваме на најдоброто. Во многу краток период 3 поголеми акции се случија, прво со видеото, што го снимивме со транспаренти, каде што беа снимени вецињата, внатрешноста на студентските домови, искажан беше нашиот револт. Потоа излеговме пред собранието, нели, тоа исто беше емитувано. Потоа маршот следуваше по неколку дена, каде што собравме не премногу луѓе, но доволно за да бидеме видени и да пробаме да ја пробудиме малку свеста. Искрено се надевам, но немам голема верба. Значи се надевам дека ќе најдеме на разговор со владините представници и имаат некоја малце омрнато на таа насока, но дали е со добри намери или е со намери да се спаса собствениот образ, не знам. Во предлог буџетот за 2023 година за изградба и реконструкција на студентски домови предвидени се речиси 281.000 евра
или 215.000 евра помалку од минатата година, додека пак за студентски стандард се предвидени 16,4 милиони евра, за разлика од 2020 година, кога во буџетот за оваа стапка имало речиси 4 милиони повеќе. Сето ова говори дека следната година ќе има помалку пари за студентите, но и очигледно полоши услови за идните академски граѓани на државава. А министре Јетон Шачири, дали сте го виделе домот Стив Наумов? Сликите на домот, студентскиот дом Стив Наумов? Навистина имав прилика во овој период, освен некои слики што се објавени по социјалните мрежи, да реализираме неколку состаноци со студентските парламентни унии на тие представници на тие унии кои доаѓаат од сите државни универзитети. Освен што дискутиравме неколку работи, дискутиравме и во делот на Стив Наумов, студентскиот дом, каде во еден од состаноците се повика и директорот на студентскиот дом Стив Наумов, кој кажа дел од активностите кои се досега реализирани и дел од активностите кои се во тек и нешто што се предвидува да се реализира во 2023 година. Јас можам да кажам тоа дека не е задоволен во добра состојба студентскиот дом Стив Наумов и во таква состојба сите зедовме задачи и обврски што треба нешто подхитно да се интервенира во тие состојби на студентскиот дом, но исто така е многу важен и еден веќе одобрен проект, добиен проект кој треба да почнува во 2023 година, целосно реновирање на студентскиот дом Стив Наумов. Сега прашањето е дали сте биле, лично дали сте го виделе студентскиот дом Стив Наумов? До овој момент не сум бил во тие услови што вие ги кажувате за студентскиот дом, но сум имал прилика да ги видам и ќе ги посетам во наредниот период. Сте ги виделе на фотографии, да. Се работи за мевливи, недостоинствени услови за живење на студентите. Таму многу од студентките заработуваат инфекции заради тоа што е опасно да живеат таму тие студенти. Кој е виновен за тоа? Треба некој да сноси одговорност и да ја сноси вината. Вака, Унијата на студентите има прилика сите тие представници целосно да го слушаат образложението на директор. Значи за состојбата на студентскиот дом, почнувајќи од оваа година, што се земени сите активности, но и претходните 15 до 20 години. За истиот студентски дом, јас до вас ќе побарам и до сите други представници, да се обратите до директорите за да видите колку што е инвестирано и што не е реализирано од тие инвестиции и сите други институции ги повекувам да ги проверуваат тие работи, но исто така и за тоа што е последно предвидено, јас заедно заклучивме со сите унии дека не треба да се во таква состојба, ќе треба повеќе да се инвестира. Директорот, ако има податоци дека нешто од претходните години не било предвидено или не се направени квалитетни работи, да побара одговорност од институциите за тие што досега немаат реализирано. Јас одговорно тврдам дека во овој период го имаме дајно максимумот јас како министер и владата. Вие знаете дека доаѓаме после за прв пат ова студентска година, каде што имавме онлайн настава, каде што студентските домови работеа не со максимален капацитет и тоа што го кажав со неколку мои одлуки, неколку буџетски средства се обезбедени за сите студентски домови за тие тековно да функционира. Сега да ве прашам, велите директорот, вие под ваш ресор се студентските домови, така? Тие влегуваат во ресорот образование, но да, секој од тие институции имаат директорни кои одговарат и треба тие го реализираат тоа што го имаат предвидено во нивната програма и планот. Имате ли, вие знаете како функционира демократскиот свет, кога е некој одговорен, треба да му се побара оставка, односно да биде разрешен, а подоцна и да одговара, доколку се видат злоупотреби. Ако велите дека вината е во директорот, како изгледа студентскиот дом? Чија е вината? Не, вака, на студентите, на директорот, ваша? Кажав дека вината не треба да се бара последната година и не треба да се бара само во последниот директор.
Тоа што го кажав, пак ќе го образложам, дека директорот последната година има реализирано неколку инвестиции и работи. Вие сте ги виделе фотографии, не сте биле лично, сам кажавте во Стив Наумов. Па исто така, се договоривме со сите тие студентски унии, најхитно што може да се интервенира и каде што директорот образложи дека нешто е предвидено да се реализира во ова година и нешто најкасно во почетокот на новата година. А министре Шачири, значи, зошто го штитите директор? Не го штитам никого, но затоа јас Вие ги знаете, не сте виделе како изгледа Стив Наумов, но велите дека сте виделе фотографии и видеа. Треба некој да сноси одговорност за тоа. Велите дека имало пари за инвестирање, тие не се дадени. Не вака, јас кажав, последните 10 години, може да побараме, последните 15 години. Во моментов, министре Шачири, последните 10 години треба за последните 10... Ама состојбата не дојдена од последната година. Не дојдена од последните 8 месеци. Сега говориме како изгледа домот во моментов. Океј. Кој дозволува во моментов да изгледа така домот? Тоа е прашањето. Не дозволува директорот, затоа што... Тој е директор. Не дозволува во овој период, затоа што и вие сами ќе се уверите, ова што го кажувам, можете лично и него да го прашувате. Колку во овој период имат реализирано тековни капитални инвестиции? Да, имат некои делови. Тој подобро може да ги образложи во делот 3 ламела, но не значи дека во другите дела немаат подобри услови. Во делот 3 што вие го образложувате, што јас ги имам гледано сликите. И директорот, сегашниот директор, има предвидено во буџетот реализација за тие работи да се реализираат после подолг период. Затоа јас не заштитувам никого, но затоа и ќе му побарам одговорност со тоа што се одлучивме со студентите. Ако во најбрз можен рок немаме подобрување на условите, ова го кажувам и јавно. Кој е тој ваш рок? Најбрз мој рок 2023 година е година каде што во Стив Наумов. И до 2023 ќе живеат во вакви нечовечки услови. Не. Ајде сега видете ги фотографиите. Па сега ги имаме. Ги имате видено тие. Добро. Имате ли објаснување зошто министрите имаат кралски кабинети? Не би рекла дека имаат кабинети како на богати држави, заради тоа што богатите држави знаат прилично да бидат скромни кога станува збор за функционерите. И дали министрите би се смениле со студентите да живеат во студентските во Стив Наумов додека не се реновира сосема? Јас ги поддржувам студентите. И треба да секогаш да сме во тоа што подобри услови да направиме за студентите. Вие гледате дека и моите услови се овие во мојот кабинет. Дали вие би се смениле додека не се реновираат нивните соби, што не изгледаат како студентски соби? Ова е директно прашање, па можеме и заедно, например, ако и вие се согласувате и повеќе општеството. Но, јас тоа што сакам да го кажам. Заедно да се преселиме. Па сите да Сите ние што сме, не само јас како министер. Знаете што мора да има одговорност. Да. Ова не е во комунизмот, сите имале одговорност. Да, и јас сум за тоа дека колективна одговорност не може да има. Значи ако директорот гледа и е директор на таков дом, тој и не сноси одговорност. Дали вие имате зборувано во конкретниот случај, затоа јас реков, по-конкретно може да образложи директорот колку инвестиции се реализирани. Сега јас со вас разговарам. Тоа не се инвестиции, знаете и сам ги видовте собите на слики. Во каква состојба? Јас како министерство, тоа што беше во дел со германската банка, развојна банка, максимално се направени сите во законските рокови, за да може да се почне една од поважните и поглавните инвестиции во студентските домови. Добро, тоа е за иднината. Овој директор од која партија е? Јас не знам ниту од која партија е. Кој го има предложено? Јас не го имам именувано, било од претходниот период, но не ги гледам на вистина во позициите по политички партии. Мора некој да го штити. Зборуваме конкретно за случај што треба само да се проверува и да се повикува што имат изработено и во каква состојба било од претходните ситуации. Ама зошто говорите за претходните? Вие сте министер сега, колку време сте? Да, јас сум министер почнувајќи од месец јануари, значи да, колку време поминало? 10 месеци. До сега сте можеле да одите во Стив Наумов да видите како изгледа. Сум имал прилика и сум разговарал. Не да разговарате, да видите со ваши очи
и да видите, да го повикате директорот и да го прашате зошто изгледа повикан така исто Стив така, Наумов. исто така. И да го повикате на одговорност. Затоа кажав дека директорот пред сите студентски собрања го образложи што имат изработено досега, што предвидува најхитно и ние имаме со студентите акцијски план. Знаете, сега за сегашната состојба говориме, не говориме за плановите. За плановите ќе говориме кога ќе се реализираат. Има логика, нели? Да, но сегашната состојба, вие кажувате, и тој има временски рок кога може тие најхитно да се... Колку време е тој директор? Колку време е истиот директор? Па не можам, не го знам точно колку, но сигурен во овој 10 месеци што јас сум министер е истиот директор. За 10 месеци можеше да се сменат барем некои од... Ама нешто е направено. Затоа кажувам, можете слободно да се уверите. Да. Се уверивме, министре. Дали имат некои Министре инвестиции реализирани? Дали можете и тоа да се согласуваме? Се уверивме како изгледаат нечовечки, нехумано, недостоинствено овие соби и студентскиот дом Стив Наумов. Да. Се уверивме, снимавме и имаме сведоштва за болни студенти кои заработиле инфекција токму заради лошите услови. За тоа некој треба да одговара. Па никој не кажува дека никој нема да одговара. Јас затоа кажав дека од последниот состанок со студентите сите одлучивме да имаме акцијски план што побрзо може да се реализира. Говориме за планови, ние говориме... Говорам за планови кои треба да се реализира во текот на наредните 2 месеци. Не зборувам подолго од 2 месеци. За тие што се најхитно и најпотребни работи. Добро. Ви благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас. Студентските домови во Америка ги имаат сите основни потреби за студентите. Значи не се многу луксузни, но не се и во лоши состојби, значи едноставно имаат кревет, биро, столици и оние сите основни работи кои што доаѓаат. Мебелот не е воопшто нов, но е многу добро одржан. Зградите и мебелот се доста стари, но се многу добро одржувани. Причината за тоа е затоа што секој спрат во еден студентски дом има еден или двајца студенти кои што се одговорни за тој спрат. И они не плаќаат за јадење и не плаќаат за смештај, универзитетот им ги покрива тие трошоци, но они се одговорни за студентите кои што се на тој спрат. И се одговорни едноставно да се одржува целиот тој спрат, да биде чисто, да се одржува хигиената, да бидат сите задоволни. Нивната обврска не е да бидат хигиеничари, нивната обврска не е да чистат по нивните врсници, туку едноставно нивната обврска е да бидат присутни и да пријават ако има било каков проблем за надлежните служби на универзитетот да можат да преземат мерки. За возврат за тоа им се дава бесплатен смештај и бесплатно јадење. Во врска со тоалетите, значи студентските домови, обврската е на самите студенти да ги чистат, но со исклучок на тоалетите. Тоалетите еднаш неделно, барем на мојот факултет, се чистеа од страна на хигиеничарите кои што се вработени на универзитетот, но сите останати простори, обврската беше на студентите да ги одржуваат во најдобар ред. А своите соби да ги одржуваат? Своите соби требаше студентите да ги одржуваат, како и јавните простори кои што ги делат со останатите студенти на нивниот спрат, а тоалетите, без разлика на тоа дали се јавни тоалети за целиот дом или приватни тоалети за помали групи на студенти, тоа беше одговорност на универзитетот. Финансиски надомест за оброци има и се базира врз основа на во зависно од кој факултет. На некои факултети е врз основа на академски успех, имаат финансиска помош, дел од која што би одела према оброците, но некои факултети имаат и безусловна финансиска помош, и така е на повеќето од факултетите, каде што студентите се зема предвид целата финансиска слика на студентите и на нивните родители, и врз основа на тоа се калкулира одредена сума која што факултетот би ја дала на студентот за да го субвенционира смештајот и оброците.